Голем поздрав до вас. Следните неколку минути на лице место ќе ги посветиме токму на денешниот ден, односно 20 ноември, светскиот ден на детето. Имено овој ден постои и се одбележува токму за тоа да ги застапуваме и да ги промовираме детските права. Во вклучување на лице место ќе напоменеме зошто е важно да се одбележи овој ден, која е целта на меѓународниот ден, но воедно и дали децата се лесно изложена група кога станува збор за насилство и малтретирање. Во продолжение слушаме нешто повеќе од мојата денешна гостинка Маја Велковска од Детската амбасада Меѓаши. Да ја посакаме добро утро. Добро утро и вам. Пред се благодарам на поканата. Инаку за првата детска амбасада во светот Меѓаши секој ден е ден на детето, но еве во духот на одбележувањето на меѓународниот ден на детето, токму денес ја отпочнуваме и 3-дневната конференција за мировно образование која се одржува тука во Скопје. Инаку ние како прва детска амбасада во светот 365 дена во годината навистина сме да речам посветени на таа наша мисија по праведен свет за секое дете, градење на мостови и промоција на мирот и насилството помеѓу децата и младите. Инаку 20 ноември меѓународен ден е токму затоа што на овој ден во 1959 година е донесена декларацијата за правата на детето, а 3 децении подоцна е донесена и конвенцијата или усвоена конвенцијата за правата на детето, на што се и темели нашата работа, односно работата на Меѓаши. Македонија ја ратификува, односно ја усвоила конвенцијата и се обврзува да ги штити детските права и да ги почитува детските права токму од 93-та година и станува дел од оние земји членки кои што се обврзуваат да ги почитуваат одредбите од конвенцијата. Можам да кажам по 33 години работа во доменот на детската заштита успешно на самата организација и во почитување и залагање за детската личност, можам да кажам дека за жал се уште сликата не е најсјајна, се уште имаме дојави преку нашата линија Ало Бушавко која што е тука за помош и поддршка на сите деца и млади, се уште имаме дојави кои што поврзуваат или имаат насилство врз децата во домот, за жал сиромаштија, недостапност на образование, здравствена заштита, така што некако еве овој ден нека биде потсетник за сите нас, организации, институции, семејства, па и целокупното општество дека ние возрастните имаме одговорноста да градиме една безбедна и сигурна средина каде секој дете ќе расте безбедно и среќно. Еве велите дека има бројни повици на линијата Ало Бушавко за сите оние проблеми со кои се соочуваат самите дечиња. Дали можеме само од повиците да заклучиме или генерално има некои податоци од Детската амбасада за тоа дали децата во нашето општество често се соочуваат со малтретирање и насилство, односно дали ова е чест проблем кај нас? Па да, би потенцирало од работата на Ало Бушавко линијата. Секојдневно имаме дојави, дали се поврзани со злоупотреба или занемарување на деца, за жал да. Често најголемиот број од дојави кај нас на нашата линија се поврзани со менталното здравје и предизвици во однос на менталното здравје, но често тоа не се, да речем, изолирани психолошки проблеми, туку позади тоа често и корен од некаков тип на насилство, дали е тоа физичко, емоционално, често и врсничко насилство во училиште, исто така сега се почесто гледаме и насилство во дигиталниот простор, експлоатација на деца, така што важно е да се потенцира дека е загрижувачки фактот дека секој тип на насилство наистина остава долготрajни трауми врз детето и предизвици во однос на менталното здравје, страв, вознемиреност, па може да доведе до депресивни мисли кои што може да прогресираат до суицидни мисли, така што некако ова не е изолиран проблем, ова е нешто кое што бара континуирана поддршка, превенција, некако системска реакција. Ние сме свесни дека покрај тоа што работиме на свесноста колку можеме повеќе, се уште имаме случаи кои што се таму некаде во тишина, кои што не се пријавуваат и децата општо не знаат каде да се обратат за помош и поддршка. Велите дека има потребна континуирана поддршка, што на некој начин се подразбира, но што подразбираме поточно под таа поддршка, односно каква поддршка треба да добијат децата во домот, во институциите и во училиштата? Токму оно што го кажав, ние сме одговорни да градиме една средина во која детето ќе биде заштитено од насилство. Во училиштето тоа се стручните служби, наставниците кои секогаш треба да бидат тука достапни за децата. Ние сега како сервис сме поддршка тука и достапни секогаш, и родителите исто така имаат главната улога во домот да ги заштитиме децата, така да во тој да.
Во однос на самиот ден убаво е и да ги напоменеме сите оние основни принципи кои што се заснуваат на конвенцијата на детето, која напоменавте и на почетокот на овој разговор. Да, па самата конвенција е најважниот, да речем, меѓународен документ за детските права на кој се темели нашата работа, како што споменав. Иако се состои од 54 члена, имаме 4 основни принципи. Тоа е забрана за дискриминација секое дете без разлика на пол, возраст, раса, етничка припадност, економска состојба, здравствена состојба не смее да биде дискриминирано. Вториот принцип е најголем интерес на детето, значи сите одлуки кои се донесуваат од страна на институциите треба да се носат од најголем интерес и најдобар интерес за детето. Третиот принцип ни е право за живот, преживување, раст и развој, значи детето има право не само на живот и преживување, туку да имаме една сигурна средина каде што ќе му биде обезбедена храна, пристапност до здравствена заштита, образование. И четвртиот принцип се однесува на право на глас и изразување на мислење. Секој дете има право да го изрази своето мислење, особено во делот кога станува збор за одлуки кои што го засегаат самото дете, секако во согласност со возраста и зрелоста на самото дете. Целото ова вклучување, односно целиот наш разговор на некој начин беше потсетување за овој ден, да се почитуваат правата на децата. Верувам и на некој начин со овој се зголемува свесноста во јавноста. Доколку немате дополнителна порака конкретна до дечињата, па и нивните родители, овде би се заблагодарила и драго ми е што би сакала да секогаш на крајот на гостувањата некако апелирам дека ние сме тука како поддршка и помош за сите деца. Значи не зборувам само кога имаат децата и младите предизвици во однос на ментално здраве или се соочуваат со некаков предизвик, тука сме и како организација стоиме за сите прекршувања на детските права да се пријавуваат кај нас слободно, затоа што ние сме тука и навистина се залагаме во тој домен и работиме напорно, така што ќе бидеме поддршка и помош и во тој случај.